Отиде у Србија таму на телевизија. Он е па таму на телевизија. И толку ја сакам група на Facebook да направам да му дадат српско државјанство, не мора се враќа назад, брат. И најчиста нација испадна, ти беше некој на Ариевци. Ако толку им се свиѓа, задржате си го. Има кај настави со лопата да ги ринеш. На ова да ги ставаш. Ти си сретнала хомосексуалци во животот? Машко да те одбиело, така жало? Не. Бени само ме одби. Ама Бени е сторпен. А не, хомосексуалец. Удри ме, брате, ќе скати ме порава, не си педре, хвала Богу. Добро, знам, ама... Не. Еј, ова мора да го монтирате дека стварно сум... Педре си што си одбил. Педре си што си одбил. Да, педер за тоа, иначе не е по као карактер, маца. Го знаеш он вицот со тато што е тоа педера, бе, кај најде тема, бе. Знаеш? Не. Абе, тато, молим те, објасни ми што е тоа педер, сите у школа викате, еј, педер. Вика, го знаеш, вика, кумот твој Мирче, у Америка што се оцели. Вика, го знам. Вика, со него, кога бевме деца, вртевме петка глава. Ако се паднеше петка, он мене ме лупа цело време. Се паднеше глава, ја него го лупам. Вртиме 5-6 пути, цело време е петка, вика, ме искина од еве. И шестиот пут, вика, ја вртам и глава и тамо и он вика, не играме, тоа е педер. Тоа е педер, си. Аплаус. Свири увежбан. Тоа е, сине, педер. Одлична тема. Седат четворица пријатели на маса и разговараат и едниот му вика, син ми, како му иде добро. Ве немате појма, вика, граđевина гради куќи, згради, такви работи. Толку му иде добро, пред 2 месеца на едно другарче, сиромашно, му изгради куќа, вика, гратис. Другиот вика, син ми е, вика, брокер, работи на берзава растура, толку добро му иде, исто пред 2-3 месеца на едно другарче, $100,000 му ги даде, сиромашно, нема што да живее, данг, вака. Третиот вика, син ми е дилер со коли, исто супер му иде и на него. Па пред 2 месеца, нема непуни 2 месеца, на едно сиромашно другарче, Мерцедес, данг, вака му го даде. Четвртиот чути, вика, ти? Вика, за никаде е син ми, вика. Што работи? Стриптизер, вика, у гей клуб и хомосексуалец. Ле, вика, ти мора да си за жалење. Не бе, добро му иде да му имам племе, вика, пред 2-3 месеца доби куќа, $100,000, Мерцедес. Бе, не е нормална работа. Атла! Зе, наравно учение, сите педери возат Мерцедес. Сите стрейтови возат германска лимузина. И буба. Океј, имаш ти некој уште некој? Исто за геове. Да, бе, вози бујо. Усред ноќ, мрак, само фарови у темница се шуњаат, заспео, приспио, нигде му искача од шума, мало џуже, зелено. И кочи, искача од тоа камион. Што па е, вика, нормален ли си ти, бе? Кој те зграде, вика, туте, бе. Јас сум, вика, мало зелено џуже, јас сум педер и сум многу гладен. Па кажи да ти е, тоа, века, стопирен, што малце, ке те утепа, века. Чекај, мислам дека нешто имам у камион. Чек, се виш нешто му знае, повели, ај се гледаме, чао. Седно камион, вози, па приспи онак и од нигде, искача џуже црвено. Мафта на пут. Кочи нало, вика, тоа е тачни ли сте, вика, шо пред, вика, ке тутеба, вика, шо е проблема, бе? Здраво, вика, јас сум мало, црвено џуже, јас сум педер, јас сум жеден. О, бе, шо пред, вика, па застани по отстрана, вика, ке тудреба, мајка, да, чекај, вика, мислам дека имам нешто у кола. Иде у кола, зима маце вода, што му остара, повели, ај се гледаме, ај живе. Мора за брисачи. Вози, па приспива, 5 задња дремка го фаќа, и од тамо гледа, вика, мало плаво џуженце. Кочи, вика. Првото беше зелено, така? Зелено, црвено и плаво, искача. Знам, ти си мало плаво џуџе и ти си педер. Шо треба? Не, јас сум Джанар, вика, возач како... Аплаус, па како? Врие. Све се научиле. Kako to
што е моментално актуелно кај нас е Мадињата. дека стигнале мадињата на некој од конјиве. На некој од конјиве. Се реда споменици, Скопје ќе изгледа као Фармвил. Значи, она, си играат овие коце коцкана, си игра Фармвил на Facebook. Фармвил дома. Ставим овде дека македонски капичик. Ве нервира тоа во принцип, како гледате на тоа споменици, одеднаш и тоа само во Скопје, мислам, као Паланка да не заслужуваат да им бапнат едно фонтаниче или устројница, нешто доле. Види, спомениците не се толкаво зло колку е зло што народ нема леп да јаде. Значи, економската ситуација е шит. И мислам дека на тоа треба да се работи и уместо да се инвестираат толкави пари на споменици и на не знам што. Ја генерално не сум против некаква урбанистичка напреднатост на градот, значи тоа да биде, не знам, да изгледа вау. Не сме ние толку богати за да може тоа да си го приуштиме. Прво треба да се нахрани гладна маса, па после ќе правиме што треба да правиме. Јас сум за синдичари да се гледат поише. Значи вака да му даеш на Дестан да отвори уште 5 дуќана, седмица уште 10 да ги има, да се инвестира у храна. Јавна куќа да се отвори, брат. Така. Јавна кујна. Кујна, ја куќа реков. Абе, о чему баба уштицима? Него. Така да тоа треба да се инвестира у економија. Мислам, ова глупости споменици, тоа се Да. Будалаштини. Будалаштини, не будалаштини, брат. 30 милиона, 3 милиона за јајцата на Букевол. По милион и пол јајце, бе, брат. Мислам, имаше некоја информација дека се 200 милиона упрашање. Не. До 2014. Види, следната власт што ќе дојде, ќе каже колку се даде. Дефинитивно. Али оние спасиле работата со помалку пари. Друго ми беше муабетот минатата епизода на нашево опуштено. Ги спомнавме шмизлата и дадовме предлог да се стави грејач во шмизлата и да и се направи дупче, бар да се учат децата, да има некоја чар од тоа. Па се јави еден господин Коле Манев. Ја го викам господин Ману Чао. Коле Манев, кога ќе му ја видите сликата, све ќе ви биде јасно. Напишал, мене ме нарекол господин ха-ха-ха и тиквари и говедари оставете ја шмизлата на мира. Имам предлог. Тиквари, говедари. Не мора да ставаме дупче на шмизлата, да. Може господинот Коле Манев да застане место шмизлата, па на него нека се учат децата, а пошто имало и многу педери, а може ка се најде нешто работа за господинот Коле Манев. Ману Чао. Ману Чао. Од друга страна, мислам дека е автор на шмизла, он, па ја брани шмизлата као врвно уметничко дело. Ја не сум видел поголемо уметничко дело, сериозно да ви кажам, од шмизлата. И има Бикот. By the way, Бикот, бе, брат. Бикот. А Бикот е на опозицијата. Да, ама ај опни го Бикот, да те видам. Па и уште господинот Коле Манев вика да сме направиле